По 25 години од последниот настап, Зимава се појавија на сцената на доделувањето на Златна бубамара на популарноста. Невозможно беше да не се забележи воодушевувањето на публиката и долго по таа ноќ се говореше за оганот под звездите. Петар Георгиевски камиказа, гостин во нашето студио. Добро дојде. Добро ве најдов. Како се чувствуваш? Супер, баш е климатизирано, на овие 40 степена, супер ви е студиото, со здравје ќе го користите. Благодарам. Размислував како да го почнам разговорот и искрено ќе ти кажам, вака кога седиш тега спроти мене, ќе ти кажам дека не старееш. Меѓутоа, кога ќе ги прегледам оние стари снимки на меморија и сопствените во албумите, си велам дека битката со времето е некако однапред изгубена војна. Меѓутоа не е така со музиката и по 25 години решивте да му прекосите на времето. Како е да се биде меморија сега? Сега, јас само едно контрапрашање ќе ти поставам, па после тоа ќе го продолжиме разговорот во тој правец. Кога не виде на Буба Марија, како ти делувавме после тоа? Музички фантастично. Так, па и физички. физички. Значи, тоа е Божја дарба. Значи, тоа не можете да го смените. И имате инвестиција во таа работа, дел. Но генерално енергијата која се осети точно тој ден на Бубамара е она што не понесе уште повеќе и посигурно да згазиме и да го правиме овој проект исклучително сериозно, како што до сега имавме намера. По 25 години енергијата која останала кај сите нас е неверојатно созреана. Сите си ги имаме своите мани, се уште. Сега мудро се ги криеме, ама квалитетите добиле на тежина, така да пата е од прилика целото покритие, ама ние си се знаеме меѓу себе и уживаме во нашите мани и квалитети. Сите како бенд. И можем да ви кажем дека оваа постава фактички е поставата која го понесе најголемиот товар во сите овие години. Значи, сите албуми од првиот до последниот, сите 6 изданија. Со мала измена на петиот албум пееше Ристо Самарџиев, наместо Поцев. Имавме уште двајца клавиатуристи и тоа отприлика би било се. Значи, ова е поставата оригинална на меморија која го носеше товарот на времето во тоа бурно време. Ајде малку подоцна за бурното време, како дојде целата таа работа за настапот на Бубамара? Многу интересно, Бубамара радио е близко до мојата компанија KLS. И еден ден Ранко вика, да наставевте на Бубамара радио, а онака брзо ми го кажа. Од никад. Чув дека вежбате. Да, вежбаме. И летимично беше тоа некаде првите денови од нашите проби на меморија. Не го сватив нешто посебно сериозно и туку еден ден, Ваце, да дојдам кај тебе, Маце, да поразговараме. Ајде, дојди. Ваце, вика, вие знаете да свирите? Викам, нели не покај на Бубамара сега, ако не знаеме да свириме, ќе ти речев ли, можеме да свириме. Не знам сега, чисто да те прашам, разбираш дека знаеш, 25 години сепак немало гитари, немало. Ама Ранко една работа не знае. Сите во бендот се бават на еден или на друг начин со музика. Цале бубњарот свири Морал и свири во Цепелин бенд. Валентино Скендеровски е професор на естра по продукција и аранжирање. Мичо Божиков доскоро свиреше во Леписол и активно работи на своји проекти. Бане Томатос има исто надвор од меморија, ангажман со некој друг бенд кој свири. Јас дома накупував еден куп гитари, само да ги пипнев сите тие гитари во ова меѓу време. Тоа значи дека сум оставил некаков фидбек како и со трчањево, значи сум вежбал нешто. Така да меморија, у суштина без разлика што бевме одвоени на еден начин од музиката, ние бевме една целина уствари, цело време, заедно, а сите на свој начин бевме со музиката. Така да, она што се случи на Бубамара не е случајно. Од настапот на Бубамара тргна идејата за концерт на 18 ноември во Метрополис. Не. Арена. Претходно, на 11 јануари се собра меморија. Така. Ние си дадовме збор на
промоцијата на Жоро Божиков, татко му на Мичо, таму се најдовме сите. Тој е најголемиот бас во македонската опера и балет, починате, на татко му на Мичо Божиков, гитаристот од бендот. И рековме, ова е денот кога си обеќаваме дека ќе се ние 4 години се каневме како млади невести, да трнеме, да не трнеме. Ама мене некако ми одговараше повеќе да трчам маратони у тоа време и да го трошам времето на тоа и ова кога ми дојдеше моментот да ги изберам, вика мај уште малце нека почека. Затоа што некој треба да го повлече целиот проект. И 11 јануари, најстудениот ден во годината, значи беше првата проба на меморија. Наредниот ден барав слободен термин во Метрополис Арената, тоа е 12 јануари, и рекоа слободен термин 18 ноември, и така излезе 18 ноември, значи нема никаква метафорична идеја околу тоа. Така да, Бубамара само беше добар фидбек и печат дека тоа што ќе го направиме на 18 ноември ќе биде мега концерт. Како одат подготовките за концертот? Првиот дел од подготовките завршија. Значи тоа сега одиме сите на мислобни припреми, малце се одмориме. Од себе бидејќи од 11 јануари до пред некој ден бевме тотално нераздвоени. Значи 3 до 4 пати неделно вежбавме, во меѓувреме дававме интервјуа, снимавме спотови, снимавме музички емисии, гостувавме секаде, правевме се и се што. И сега малце да ни спласнат емоциите, бидејќи целиот концепт на албумот, на концертот е веќе готов. Сега малце треба да фати патина и веднаш во август првите проби ќе бидат поврзани со партичките вокали, со бендовите други што ќе бидат со нас, значи со нашите гости на концертот ќе работиме. Така да во крајот на септември ќе го имаме комплетниот увид како концертот ќе изгледа и ќе влеземе во сериозни последни подготовки за визуализација на самиот концерт, така да имаме некаков концепт кој до сега одлично го следиме. Имавме 2 пресконференции, до крајот на концертот ќе имаме уште 2, значи вкупно 4, кои ги работиме на различити простори на различити начини. Сакаме да го вратиме новинарството музичко во Македонија и сме на добар пат. Сен Драган Костич, кој ни е редовен посетител на нашите пресконференции, дава изворедна нота на нашите пресконференции и неколку млади девојки како Јулијана од Fashion L и уште некои други даваат исклучителен фидбек дека нешто ќе се случи позитивно. Тоа е точно она што се случи сега на последната пресконференција. Токму тоа сакав да те прашам, забележав дека имаше многу новинари, многу камери кои што дојдоа на вашата пресконференција, на која што го промовиравте ова CD, антологија балади меморија. На него се 11 балади. Зошто само балади? Што е со останатите песни на меморија? Па 11 балади, знаете, кога ќе кажете 11, кога ќе почнам да ви ги набројувам, ќе видите дека сите ги знаете. Ги прочитав и сите ги знам. Ете видиш, наредното ќе биде Greatest Hits меморија. Значи во Greatest Hits меморија ќе бидат тие побрзи песни, како Нена 1000 песни, Одам за секогаш, Провери затвори очите, Македонија. И така натаму и така нааму, затоа што има луѓе кои сакаат кога патуваат да слушаат мирна музика. Јас го ставив ова CD ова. Обично не возам кола, возам мотор во овој период. Но се пишував и само отидов до Неготино. Да чујам како ќе звучи у кола. И Бога ми помина патот за една секунда. Значи сме направиле полн погодок, кога на тие што го направиле тоа ми се свиѓа, можам да замислам колку им се допаѓа на оние кои ќе бидат конзументи на нови материјал. Ќе ги потсетиме на едно време во кое растевме, едно бурно време. И можем да кажем само дека повторно се појавивме, повторно во многу бурно време, кога све се ја расуло, не се знае каде е глава, каде е опашка. Ние токму сме потребни на оваа публика и на овој народ сега. И ние се појавивме токму сега. Кои ќе бидат гости на концертот? Гости на концертот ќе биде исто една легендарна група, Зијан, со Пушти коши, Ветар да ги носи. Ветар да ги носи, тоа е исто една легендарна песна. Од помладата генерација фактички ќе опатиме 3 генерации. Нашата генерација, помладата генерација ќе биде Пере од Нокаут, бидејќи Пере од Нокаут и неговиот бенд у тоа време Оператив беа практички бенд на меморија,
кога свиревме низ Македонија пред многу години. Значи кај нас нема ништо што е случајно. Не е ништо не поврзано и туку така направено. Так. И Пере со Бестрага ќе настапи заедно со нас, со Меморија. И на крај корифеот на македонската рок музика Џафер со Сонце за три света. И тоа е поврзано сем тоа што ни е многу добар пријател и бил еден од првите што поддржувал македонска рок музика. Текстот на песната Сонце за три света е на Ристо Самарџиев. Така, знам. И така ќе го најавиме Ристо Самарџиев и во вториот дел после него ќе почне Ристо Самарџиев да си ги отпее своите ствари од петиот албум Меморија, така да целата приказна има се е поврзано едно со друго. Како оди продажбата на картите? Уште едно нешто само ќе се задржам, а ќе се вратиме на картите. Ние денот го оставивме на група Ки од Куманово, значи пред сите камери, пред цела новинарска јавност, на деца што победија на Зајчевска гитаријада, на 51-та Зајчевска гитаријада. Едни изворедни момци, ја нема поима дека половина од нивните татковци ми се другари. Тоа го разбрав тек од кога дојде у Скопје, од кога направивме мојбет, овој бил на Жишка, овој бил на Глусац, овој бил на овој. Деца едни убави потсеќаат по ликот на своите родители. И знаете што е исто многу битно? Безобразлукот наш, кој си го имаме во нас, децата отишли исто како и ние во тоа време, јас со својот бенд Нова генерација, и после тоа со Модел 2 години свиревме на Зајчевска гитаријада. Ние не успеавме да победиме како нив, ама бевме втори од жири, а претходната година се освоивме први од публика. Значи ние го освоивме, они го освоја конечно првото место од жири после толку години. И викам ќе ги викам нашата пресконференција, они се представија со своите ствари, договорија многу интервјуа, баш ми е драго. И ете и еден мал придонес за будењето на македонската рок музика. Искам да ти кажам, има многу наши бендови кои што настапуваат по такви фестивали и секогаш и освојуваат добар пласман. На македонски јазик пеја. На македонски јазик, да. Знаете, на гитаријада која е надвор од нашите граници, да пееш на македонски да победиш, е мисловна именка. Така. И јас сум многу горд на нив, да ви кажем искрено. Пошто мојот концепт беше и остана. Нема да ги уклопите децата во вашиот концерт? Тоа ќе биде тајна, тоа ќе биде тајна, тоа ќе биде тајна. Тоа да оставиме да видиме за предгрупа, ќе размислуваме се уште и ете, тоа го искористиме. Сега околу картите. Околу картите и околу финансиската поддршка за која што мислам дека се соочувате, нели, со... Добро, најдете секогаш прв пат кога правите нешто, мора да научите дека не мислат сите исто како и вие. Значи, едноставно, може не го делат истото мислење со вас. Истиот ентузијазам, истата желба да направиме нешто големо, бидејќи некој може би се сомневаат во тоа што го правиме. Кој знае? Да ви кажам сега околу влезниците. Имаше едно интересно прашање, ми го поставија зошто толку рано почнавте да правите промоција и најава на концертот. Ја му викам зашто Стинг го направи тоа? Ама Стинг е тоа. Стинг има сите сателити, сите можни телевизии, 20, 30, 40 години свири по сите рок сцени. Има 10.000 предности од нас. Ние сме еден малски, така речи, бенд од Македонија, кој сепак се дрзна да малце подолго држи тензија, за да можеме да го вратиме она што сме го изгубиле во меѓувреме, ако уопште нешто сме изгубиле. Значи, што беше идејата? Секоја карта од Меморија ја следи и CD со овие балади. Значи, повторно инвестиравме во нашите љубители на нашата музика. Зошто? Затоа што сите оние што ќе патуваат со кола, сите оние дома што ќе слушаат на компјутер, ќе ги поднаучат по заборавените песни. И заедно со нас, точно фан питот и тие 1500 луѓе ќе пеат со нас. Така. Ете, тоа беше еден, они викаат маркетички трик, да е маркетички трик. 500 денари беше картата така? Заедно со CD. Заедно со CD. А иначе CD-то кошта 500 денари. Картата му доаѓа гратис некако тогаш, така? Како да го свртиш? Како да го свртиш? Сите не прашуваа како ќе оди, што ќе оди. Јас да ви кажам дека некаде околу 350-400 карти беше пред некој ден продажбата, бидејќи имаат сега изворедна мрежа онлайн, може да гледате од секаде што се случува. Има многу од овие мои пријатели што имаат фирми што кажат ја ќе купам 100 карти, 200, не можеш да купиш миком од овие карти.
И ќе ми направиш зијан ако купиш од овие карти, пошто ако не успеат тие карти и CD-а да дојдат до правите раце, не сме завршиле поентата. Значи има 6000 вкупно влезници Така. по Метрополис Арената, ама овие 1500 се за наменети точно за најзапалените фанови на меморија. Тоа знам дека сигурно ќе бидат оние што го пратеа концертите низ Македонија, оние девојки кои се сега сопруги, мајки, каде со своите деца. Еден куп од оние дечки што имаат транспаренти во штип меморија Скопски Дюран Дуран, што паѓа заедно со нас у Транс во штип на 3.500 продаени карти во Струмица, во Гевгелија и било каде. Тоа е нашата сила. И во скопскиот хард рок и Дом на млади, каде што имавме изваредни концерти во тоа време. Сега тие се сигурно повозрастни, ние сме биле тогаш некаде измеѓу 25-та и 30-та година, сега тие биле измеѓу 15-та и 20-та, значи сега се тие сериозни Че дефинитивно личности. концертот ќе биде на спој на генерации. Од Јас ова мислам, сега што го- по ова што пратам како се купуваат карти, скоро и да нема 2 карти купено, обично се 4 или 6. Тоа значи дека цели фамилии ќе присуствуваат на концерт. Ајде малку само за времето кога меморија беше во зенитот на популарноста. Ако ќе направиш споредба тогаш и сега, односно не ја прави споредбата на тогаш и сега. Како било тогаш? Ни тогаш знаевме што се случуваше и одевме како тикви по море, што би рекле. Затоа сте биле многу млади. Па, Помлади, да. не многу помлади. Да, помлади и од тогаш одевме како тикви по море, тоа со Велес салата е исклучителен момент кога директорот ни кажа дека у Велес на евреите со шублер им ги мерат јајцата и дека тука карти Брена не продаде, 7 карти продала и си го откажала концертот 4 недели пред ние да уопште почнеме да разговараме. Ја му викам, ако бе, ние ќе пробаме, па сега, ако биде, биде, па шо? Вика, уште нешто предупредувам, Велес е град многу незгоден за... Викам, добро бе, директоре, и вика, вака, ако продаете 100 карти, ќе ве дам гратис салата. Викам, супер идеја. Ние ги продававме сите ги 500 карти, тогаш ги пуцавме продажба, немаше повеќе карти, ги затворија салите. Се случи мал ексцес, искрши една армирано стакло и многу дечки од тој дел од армираното стакло почна да навлегуваат во салата во Велес, се преполни салата и во долниот дел. Имаше полиција, ние се зедавме после на крај еден пендрак, еден влез беше од прилика после. Значи како влагал, tu седеше некој полицаец кој нежно ги чушнуеше и велеше, няма се преполни салата. И бевме 4 пати на бис, пошто видовме дека немаме никакво обезбедување, се затрчавме према соблекувалните влаковото, ама после се врати по пешкирот и по торбицата. И се сјатија на него 50 на 100 девојчиња, значи полиција не можеше да го одведе. Значи буквално као да дошле Битлси во Велес, така отприлика излеше. Јас се надевам дека многу од тие велешеви ќе бидат и на овој концерт во Скопје. И имаше еден транспарент кој беше голем 50 метра и пишуваше Меморија Forever. Зашто не е меморија за секогаш, не знам, ама пишуваше Меморија Forever. Еве, им се одолжуваме. Значи сега еве ти прилика да ги поканиш Да. јавно Им се велешарите одолжувам на дојдат тие, им се одолжувам на тие велешани на напишаното Меморија Forever. Ти благодарам што беше гостин во студиото. Јас во името на Меморија сакам да ве поканам да дојдете на концертот на 18 ноември во Метрополис Арена. Ви благодарам што не гледавте.